ništo, some ne možete da napravite se. Ne živeš samo od jadenje lep, tugu oce koji zbor od ustata na Boga. So tebe možem se, Isuse, Hristose, so tebe možem se, Isuse, Hristose. Blaženi ste vije, koga keve sramat, progonuvat lažno zaradi mene. Ako nekoj te udri, podesni od obraz, zavrti mu go i drugi on. So tebe možem se, Isuse, Hristose, so tebe možem se, Isuse, Hristose. Bez mene ne možete da napravite ništo, some ne možete da napravite se. Ne živeš samo od jadenje lep, tugu oce koji zbor od ustata na Boga. So tebe možem se, Isuse, Hristose, so tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj, u ime na tvoj sin Isus, i deneska povikujem kon tvoje to ime, verujem vo Isus kako moj Gospod i Spasitel. Potrebna mi je tvoja ta sila, Oče moj. Potrebna mi je tvoja ta milost, tvoja ta ljubav, silata na Isusa, patot na Isusa, što nego pokaže vistinata i životot. Neka se koje slovo kojeg izgovaram bide od duh i vistina, neka gi dopresita onije koji ima potreba od tvoja ta ljubav. Neka im gi otvori srca da poveruvat vo Isusa Hrista, da go vidat Isusa i da bidat spaseni. Ostavam se od tvoje race, ne jaz da zborujem, ti zborujem iz mene. Deneska продолжуваме со Евангелие на Марко 6 глава и понатаму. Евангелијата се именуваат по Марко, но тие се во дух добиени од Отецот Небесен, да не заборавиме дека Исус постојано велеше, не зборувам јас, туку Духот на мојот Отец зборува низ мене. Тоа е суштината на христијанството, да научиме не да зборуваме од своја глава, ќе видиме понатаму, туку секоја мисла да биде покорна на Исуса Христа, да зборуваме во името на Исус, да го зборуваме на што Отецот сака да ни го каже и да ја, како се вели, да не се сообразуваме со овој век. Римјаните 12 глава, 2 стих, туку да се преобразиме со возобновен ум, не светски ум, да можеме да испитуваме, да разбереме која е добрата, богоугодна и совршена волја Божја за секого од нас, за да можеме од оваа падната природа во која се наоѓаме сега, од состојба на нељубов, да станеме љубов, да се осветиме во љубовта, да постапуваме како Исус, да се вратиме во Божјото царство на небесата. Марко 6 глава, па излезе од таму и дојде во својот крај. Секој од нас има некој свој крај, кој мисли дека е свој крај, но нашиот крај, мојот крај горе во Божјото царство на небесата. А по него одеа учениците негови. Ова е категорија, по него одеа учениците негови. По него одеа. Значи, ученик негов е оној што оди по Исус, патот. Кој е патот? Постапува како Исус, љуби како Исус, простува како Исус, никого не осудува како Исус. И кога дојде сабота, тој почна да поучува во синагогата.
I mnozina što sluša se čude i govore, znači on ne govori od kraj. Se čude i govore od kade nemu ova se, od kade ova, kakva je ova mudrost, što mu je dadena ta takvi čuda stanovat. Preko njegovite race nimavme jedan Makedonec od Pirinske Makedonije, dedo Ivan Singartiski, se predstavi pred Bog neodamna. Sekogaš koga doaѓа Пиринците, дали од Мосомиште, Новолески, Кремен, тој држеше беседа за било која тема да фатеше, тој зборуваше. Ние тогаш се уште не бевме утврдени во Исус. Тоа се веќе 20 години наназад. И потоа по извесен период ги наоѓавме стиховите со кои го почнуваше беседите, дека се сите од Светото писмо. Тој инаку како припадник на Омо Илинден Пирина, Македонец во Бугарија. Значи, христијаните бугари не ги признаваат македонците христијани. Тоа нема врска со Исус. Бог што составил човек да не раздерува, Бог ги дава имињата на народите. И тој мораше да се запише само на богословие, го примија, бидејќи му беше одземен и пасошот и можноста да се запише само и заврши богословија. И го заврши својот живот последните години кога навлего во христијанството. Со часови правевме муавет за Библијата. Знаете, значи, од каде му е таква еден спор со еден претходен пастор, кој сега може би пораснал да се искаче уште на по-вавилонско место. Демека, почна да не укорува ние мудрите што сме правеле. И јас му реков, ако немаш мудрост да ја бараш од Бога, но во Јаков. Значи, мудроста доаѓа од Бог. Тој знаеше дека сме ние мудри. Тој знаеше, неколку пати знаеше да каже, ке се молам за него, да се измириме, да го избере вистински Исус, да се покае. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. Ако љубов немам, ништо не сум. Те сакам, Господи Исусе Христе, мудрост што му е дадена, такви чуда стануваат преку неговите раце. Нели е тој дрводелецот, значи тие го знаат, синот на Марија, брат на Јаков, Јосија, Јуда и Симон, не се ли овде меѓу нив сестрите негови, од кај сега он и се соблазнија? И се соблазнија поради него. Едно место вели кој ќе се хули на синот човечки, ќе му се прости, на Исус. За ова се однесува. На кој ќе хули против Свети Дух, нема да му се прости. По тоа се мисли на писмознанците, фарисеите, садукеите, кои велат дека се во Исус, а не умеат да љубат како Исус, бидејќи Исус не живее во нивното срце. Слава ти, Господи Исусе Христе, не умеат да љубат како Исус. Нема да им се прости. Појдете во црквите и видете дали кај водачите на црквите, садукеи, фарисеи, писмознанци, првосвештеници, пастори, владици, попови, оџи и сите други, кои велат дека се во Бог, а не љубат, не го познаа Исуса. За да го познаеш Исус, тој треба да живее во твоето срце. Исус им рече, пророкот не е без чест. Никој не е пророк во своето село, овде е друг превод, освен во својата земја, меѓу роднините и во својот дом. Тие го познаваат каков бил. И не може да е променат сликата. Тоа покажува колку е тешко човек да промени нешто внатре во себе. Дури едно мислење за друг човек, камоли внатре во себе си, својата нељубов да ја промени во љубов. На тоа сме повикувани, на осветување. И не можеше тука да изврши никакво чудо, освен што излекува малку болни. Полагајќи ги рацете врзнив. Татко мој, ова е твојата рака, ја полагам врз тој човек. Исцелувањето во Исус е едно, а друго, кога вие се молите, треба да се исполни условот, да се отклони причината, да се предадат во Исус со сето срце и душа. И верата нивна ќе ги спаси и потоа да постапува како Исус. И се чудеше на нивното безверие. 6:6, па одеше по околните села и поучуваше Марко. И ги повика 12 мината и почна да ги праќа по двајца. И им даде власт над нечистите духови. Во Марко е овде раскажувачко. Во Матеј, во другото Евангелие се зборува, елајте вам болни, лекувајте мртви, воскреснувајте, бесови изгонувајте. Исус зборува во прво лице. Значи, Светото писмо е раскажано од повеќе агли, за да можеме ние да разбереме кои сме телесни и немаме дух. Се уште. Па им заповеда да не земаат ништо за попат, освен по еден стап, не носете ни сребро, ни злато, ниту торба, ниту леп, ниту пари во појасот. Зашто работникот на друго место но да се обуени во сандали и да не облекуваат по две облеки, и им рече, ако влезете негде в куки, останете во неа, се додека не си отидете од таму. В куки. Знаете, човекот, телото може да биде куќа, црквата или дом.
A ako negde ne ve primat, nito ve poslušaat, izleguvajki od tamu, istresete go pravot odnozete vaši. Nim za svedoštvo, vistina vi velam polesno ki bide na Sodom i Gomor vo sudni od den, odkolku na to i grad. Tije pojdova, pazite go segova i propoveda pokajanije. Znači, ne možeš da se isceliš ako nesi se pokajal. Može da ima malo podobruvanje, da ti se dade možnost zaradi Božja čudo. Pokajuvanje za se koji grev, se koja misla zbor, delo ili postavka. Zborovite se od Bog nije gizemom i gizvrtuvame, to je satanska doktrina. Dva tipa na luge ima, dva kraja ima na jezerodo. Neli preminuvaš na drugata strana, sinovi čovečki, padnata priroda i sinovi Božji. Sinovi Božji se oni što je uprimili Isus u srce, dok ukumina se tije malo stado. Tije što ljubat kako Isus, što prostuvat kako Isus, što zboruvat kako Isus, što pravat čuda, ima odčituvanje na čuda kako Isus, što ne osuduvat kako Isus i što ne zboruvat vo svoje ime, tako u imetu na Otec od nebesen. On zboruva među unificarod, Irod slušna za Isus, zašto ime to nego obeše pročujeno, pa reče. Irod se pojavila sega, Jovan krstitelj voskrsnal. To je znaje da je svet i gubiva. Vidite koja je satanska ta priroda. Znaje da ima nešto i gubiva sepak. Pazite. Jedni velja Ilija, drugi velat proroke, kako jedan od prorocite, a Irod što reče, to je Jovan. To je znaje da Jovan ke dojde po nego. Zakono te zapišan vo se koje srce, ti znaješ koga si ubil ili si ukral nešto, da si vinoven. Znaješ dlaboko o sebe. Samo odbivaš da go slušne, što te kak je dojde na platata, deka moraš da platiš starozavetno oko za oko, zap za zap, ili da se pokaješ, da povikaš kon Isus. Bidejki sam Irod, to je Jovan na koga ja smo ja odsekov glavata. To je voskresno od mrtvite. Satanska priroda, znaješ da je svetec i gubio, znaš da ne možeš nikoga da ubiješ. Ne plašete se od onije što ga ubiva telo to. A dušata ne može da je ubija telo to odivo zemlja. Na nas ostanog su jedna naša ta molitvena grupa. Sleze to prašanje, da li je telo to naše, iako to Lorenz Novosel ga objasnува. Spored proroštva na Berta Dude, dosta go napaja. No sednete i razmislete, ako je telo to naše, telo togo koje sme nije sega kafezot, na dušata, zašto to već go ostavame o zemlja koja treba da bude uništena i da se sozdare novo nebo, nova zemlja, zarem ostavame nešto svoje, ostavame ko godina da se predstavime pred Bog kako je naše, ne, se nosime se sebe, so sebe. Vidike sam Irod prati da go fatat Jovan go vrze i go frli v zatvor. Irod. Zaradi Irodijada, zaradi telo poznav jedan drug čovjek. Plačeše za prethodната žena, napiša knjiga. Beše lider na jedna druga zajednica i na kraju ostavi se, knjiga te stavi u te trgne, počne predanje, zašto najde druga žena. Znajte, telesната природа, Иродијада, жената на брат му Филип, зашто се ожени со неја. Бидејќи Ирод го прати да го фатат Јован, го врзе и го фрли во затвор заради Иродијада. Жената на брат му Филип, зашто се ожени со неја, бидејќи Јован му велеше на Ирод, тој му кажува што е греф. Не ти е дозволено да имаш жената на твојот брат. Иродијада се озлоби против него, сакаше да го убие, но не можеше. Ние зборуваме за телесен сооднос, кога би знаеле дека овде сме кратко. Вистински, не само површно. Некој викат го знам Исус, го виделе на фреска, по некоја црква, или на некој филм, или на некоја фотографија. И го знаат. Изгонува многу демони, без покаяние нема исцелување. Тие проповедаа покаяние. Зашто Ирод се плашеше од Јован, знаејќи дека е тој човек праведен и свет. Тој знае дека е светец и го распнува, а го убива. Знаете, тоа е сатанската природа. Мене да ми е добро, а другиот баш ми е гајле. Сите сме ние делови на едно тело, христијанството е друго. Исус е главата. Значи му е отсечена главата на Јован, метафорично. Нова глава има сега, главата на Исус, која не може да биде отсечена, зашто тој воскресна. Тој човек е праведен и свет и го пазеше, многу работи вршеше, откако ке слушнеше со задоволство го слушаше. Настана погоден ден кога Ирод по повод својот роден ден им приготви вечера на своите кнезови, војводи и старешини галилејски
влезе керката на Иродијада, телесна страст, играше им угоди на гостите на Ирод, женското тело. Тогаш царот и рече на девојката, баре од мене што сакаш и ќе ти дадам. Тогаш зборот се почитувал. И се заколна, што и да побараш од мене ќе ти дадам, дури и половина од моето царство. Пивнат во телесна страст. А таа излезе и ја праша мајка си, значи телото го владее, душата е заробена, се е во телото, ќе пожнае смрт. Ја праша мајка си што да побарам, Иродијада. Таа ја одговори, главата на Јован Крстител. Божјата волја или негинсината. Нема што да биде дозволено да се отсече главата, ако тоа не е приказ дека доаѓа другата глава. Главата на црквата, Исус е главата на мажот и на црквата. Мажот е главата на жената. Тој ја прашува жената, пазете кој принцип. Душата, жената, змијата, состојби кои се внатре во нас, но се раскажани во параболи. Таа веднаш влезе кај царот и побара, говорејќи, сакам уште сега да ми ја дадеш на чинија, на паница, главата на Јован Крстител. Царот се натажи, но заради ветувањето и гостите своји не сакаше да откаже. Слава ти, Господи Исусе Христе! И веднаш откако испрати джелат, царот нареди да ја донесат главата негова на Јован Крстител. Пазете ги оние стихови. Ете, јас го праќам мојот ангел пред тебе. Отецот Небесен зборува за Исус, за Јован. Меѓу родените од жена не се јавил поголем од Јована Крстителот, но најмалиот во Царството Небесно е поголем од него. Дозволено е да му се отсече главата за слава Божја, а тој отиде му ја отсече главата во затворот и ја донесе на чини, некој ќе можевте да осечете главата, вие сатански дејанија. Господ да ве укори, Исус да ве укори. Зашто кога Архангел Михаил се расправаше со сатаната за телото на Моисеј, него истепа, него отепа, туку рече Исус да те спречи или Исус да те укори. И ја предаде на девојката ја даде на мајка си, кога неговите ученици слушнаат, дојдоа и го положија в гроб. Но тоа не е причина се слави Јован Крстител, треба да се слави Исус. Славата е негова и силата и царството, кога ќе паднеш болен на крајот, ќе видиш дека ти немаш сила. Тогаш викаш Господе, Господе, и луѓето ќе паднат болни, велат сакам да си умрам, тие веќе знаат дека има заминување. Душата знае, телото го враќаш, не е твое. Со духовното тело одиш на суд да се представиш пред Исуса Христа и тогаш нема да те праша колку пари украде, како го промени името на својата земја, како го продаде народот, како го украде брат ти, како спиеше со жената на тој и тој, како се дрогираше, пиеше, колку изеде кози, овци, коњи, јагниња, колку пива и вино испи. Ќе видат во твоето срце. Ќе поминеш низ оган, ако си духовен, не гориш, како оние тројцата во печката. Ако си телесен, ќе изгориш самиот, ќе бидеш оштетен за душата да чека. Сути се собра апостолите кај Исус, па го известија за се што направиле. И поучувале, тој им рече, дојдете и вие во осамено место, како јас овде во Маврово, во Елкината гора. И одморете се малку, зашто мнозина доаѓа и се одеа така што немаа кога ни да јадат, во осамено место да поразговарате со Отецот Небесен, во дух и вистина да разберете дека ние сме привремено овде, дека имаме Божјо царство на небесата. Затоа вели, остави се земно и врви по мене. А ние сме врзани кон семејството, роднини, браќа, сестри, жени, деца, први, втори, трети, работа, пари, куќи, имот. Наместо да го бараме Царството Божие и се да ни се придаде, ова е се примремено, ова ќе биде сето тоа поминато низ оган. И отидоа со кораб сами, во осамено место, кораб. Може да биде твојата душа, твоето тело, во која е душата. И го виде народот кога си одеа и мнозина го познаа, па пеш од сите градови тргнаа таму, ги испревари и се собра околу него. Ти оде околу Исус се исцелува. Народот сака да се исцели од болните, да се врати на стариот живот. Исус кога излезе, виде многу народ, позна многу горди луѓе, паметни, кои на крајот плачеа после болките и страдањата, и го повика Исус. Го повика Исус низ солзи, а потоа не знам, тие ќе одат на суд, тие ќе застанат да се представат. Го оставаш телото во душата, Христовиот праведник знае дека утре ќе замине. И оди и вели, Господи Исусе Христе, ете сум пред Тебе. Сега направи, што направи ти со еден денар што ти дав една душа? Го закопав земја во телото.
ili go namnoži, razdeli se što imaš. Bolem posjeti patnik i tugine snagosti. Ne poželuj ništa se, daj dobar sovjet na one što se somneva. Daj dobar sovjet na one što se somneva. Da li gi ljubeše site kako i sami od sebe si. Isus koga izleze vide mnogu narod. I se smiluva nad njim zašto beja kako ovci bez pastir. Kako što je deneska makedonski od narod so vodači koji se slepi i ne se dostojni. Ne možeš da je vodiš Makedonije, bidiki ovdje se sluču Har Makedonija. Site se sobrani tuka posljednata bitka. Satanata pole kako zavladaju va sveto, dvo Švedska je registrirana satanska crkva. Znajete, ne uveduvat deka Sodoma i Gomora treba da paradiraat. Posvojuvanje na deca, kloniranje, luge, droga, kriminal. Imenuvanje na identiteto što ga zapišao Gospod kako makedonski od identiteti Makedoncite. Ona što im se slučava na Jevrejite. Znači ovci bez pastir izgubeni. Počna da gi poučuva mnogu. Bideki veke vreme to po izmenu učinicite negovi pristapi ako nego je rekao pusto je mestova i docnaje. Raspušti gi za da otidat po okolnite te sela i naselbi da si kupat lep. Zašto nema što da jada? To im odgovori i reče Isus, dajte im vi da jadat. Pazite sega. Ti je mu rekao da pojdem i da kupime za 200 denari i lep pa da im dademe da jadat, pa da to gi praša. Isus, koliko lebovi imate, ova prikaz ne raskažuvat mnozina. Otideti i videti koga video, a rekao 5 leba i 2 ribi. To je znači da budeš zadovoljan sa to što go imaš. Deka, ako si ti vo blagoslov Isusov, ako dejstvuješ vo njegovata ljubav, ki budeš namiren kako je, na primjer, ova služba što se slučuva, zaveti, knjigi, molitvi. Последната средновековна молитва луѓе од Лондон, луѓе од Германија и луѓе од Италија во исто време на Skype и ние тука се молевме и луѓе од Прилеп. Знаете, а ние сме во Скопје. Господ намножува како излегуваат книгите, како се гостува неколку пати, 2 пати во Лондон, 2 пати во Бугарија, 2 пати во Егеско, 2 пати во Албанија. 5 риби и 2 лева. Знаете, еве ќе видите понатаму. Тогаш Исус им рече на сите да поседнат по групи по зелената трева, поседнаа по групи по 100 и по 50, не е битна бројката. Тој ги зеде 5 лева и 2 риби, па погледна кон небото. Татко мој, ги благослови лебовите. И ги прекрши. Им ги даде на учениците. Благослов за се што работам. Овде се качувам на дрва, зад мен има едно огромно дрво. 2 скали налепени. Прите, ке речат, чекай, ти имаш некај 60 години веќе. Не, немам. Јас сум млад во Исуса. Старецот умира како момче, ти во староста се плодни и помазани. Христов слуга не старе. Се качив горе и ги исеков, ама велам предходно. Мојата роднина од таа страна не може да ги сече дрвата. Тој е помлад од мене, потенок е. Има страв. Јас велам, Исус испрати ангел да ме држи неколку пати кога сечам дрва, качем горе. Ангел испушта дрвата. Знаете, благослов. Погледна кон небото. Небото е престол на мојот Отец, а земјата е подножие на нозете негови. Ние сме фрлени во подножието и треба да научиме да се гушнеме до него и да молиме. Ако сакаш, можеш да ми исцелиш. Им ги даде на учениците своји за да им ги стават пред нив. Исто така им ги раздели 2 риби на сите и јадеа сите и се наситија и собраа парчиња од лебот и од рибите, полни 12 кошеви, а оние што јаде од лебовите бе околу 5000 мажи. И веднаш ги натера учениците своји да отидат порано од него на другата страна. 5000 луѓе, 5000 книги, 5000. Бројките не се битни, битен е принципот. Веднаш ги натера учениците своји да отидат на другата страна. Кога преминувате на другата страна од она што сте сега, да се осветувате, се случува нешто, дури тој не го распушти народот. А тој, одделувајќи се од нив, отиде во гората за да се помоли, како јас овде во ова Елкина гора, Јаворова гора, Лешникова гора, како ќе ја наречеш, каде можеш да бидеш сам со Таткото Небесен и со Духот на нашиот Отец, во Исуса Христа, да размислувам, да излезам од светот. Приквечер коравот беше сред морето, тој сам на копното. И ги виде како се мачат при пловењето, кога преминуваат од едната на другата страна, секој од нас
Имавме една сотрудничка, дојде до Исус, ја донесе на друга сестра, па ја снема, па помина низ кризи и во еден момент по солзи рече, секогаш кога одам кон Исус ме напаја. На почетокот е така, потоа ќе се навикнеш на тоа. Ние сме во војна за души. Исусов војник ќе го маваат, ќе паѓа, но продолжува да врви по Исус. Ако си избрал да бидеш војник на Исуса Христа, ќе врвиш напред со Исус. Исус ќе ти даде сила колку што можеш да како се мачат при пловењето, зашто ветрот им беше спротивен, да издржиш колку што можеш да издржиш, ќе ти даде. Околу 4-та ноќна стража се приближи до нив. И одејки по морето категорија. Мојсей помина низ морето. И Исус поминува одејки по морето, над морето или под морето. Сакаше само да помине покрај нив, за да им покаже како Христов слуга оди по морето. Да не се плашат. Не плаши се, само верува, им кажува претходно кога мислеа дека ќе потонат, а тие кога го видува тоа, како оди по морето, помислија дека е тоа привидение и почна да вика. Секогаш се случуваат некои чудни работи. Пукат стаклата, мириси некои. Треба да се издржи. Кога си во Исус, мирот свој ми го дава. И вам може. Мирот свој ви го давам. Дојдете при мене. Одам при него и се држам до него. Не плашете се, јас сум, зашто го видоа и се уплашија. И им рече, не плашете се, јас сум, а претходно вика, не плаши се, само верувај. И влезе кај нив во коравот и ветрот стивна, а тие беа силно запрепастени во себе и зачудени. Значи со Исус можете да одите по вода, да поминувате под зидови надприродно. Ако го разберате во телесно. Тој ви зборува за дух и вистина, за состојби. Зашто него сватија чудото со лебовите, дека кај Исус се е можно. Дека ќе се намири, тој ќе намири. Аврам го носи својот син Јаков да го заколе, зашто така му рече отецот. Последните зборови беа пред да го заколе. Господ ќе намири и тој му дава јарец. Тогаш што зборите тоа ќе ви го даде, кога преминаа, дојдоа во земјата Генисарецка и се задржаа таму. Што ми слега од коработ, веднаш го познаа Исус и сите доаѓаа да се исцелуваат. Брзо ја обиколија целата таа околие и почна на носилки да носат болни таму каде што слушаа дека тој се наоѓа. Има разни луѓе кои што доаѓаат за исцелување. Некои се можеби вистински слуги Божии. Не судам, само ви кажувам, тој принципот, луѓето сакаат исцелување, чудо, да им помине да се вратат на старото. И каде да влегуваше во села, во градови или населби на крстопатите, полагаа болни и го молеа да се допрат, да се допреш до Исус, до полата на облеката негова, како жената. Верата твоја те исцели, да се допреш до него. Тоа е категорија. Христијанинот треба да е допрен до Исус, гушнат за нозете него и да му ги измиеш нозете со солзите и со мирото. Да речеш, Исусе, ако сакаш, можеш да ме исцелиш. Потребна ми е твојата сила, Исусе, твојата љубов, твојата милост. Исусе, те сакам. Да се допрат него и сите што се допираа до него, што беа допрени до него, оздравуваа. Допрен до Исус е категорија на христијанин. Јас се држам само до Исус, качен на дрвото. Исус испрати ангел, сечам дрво с едната рака и дрвото паѓа пуф. Носам дрва зимоска. Носев сам ме боли, потоа рекам што носам сам ангели, качив 5-6 вреки по снегот. Сам, со леснотија се качувам на високи дрва, ама велам ангел испрати Исусе. Исусе, те сакам, се разбира, се сум му предал нему, својата душа, своето тело, својот ум. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми, дојди во Македонија и помогни ни. Оставам се во твоите раце, ги благословувам сите оние што ме мелјуват, сите што ме колнат, се молам за оние кои ме вредуваат и гонат, им простувам на сите. Те молам за македонските политичари да испратиш водачи кои ќе повикаат на тебе. Македонски политичари, дел од вас му служите на сатаната. Сребролюбието е најголемо зло, толку крадење во оваа земја, го водите народот во проклетство. Ако некој од вас се покае и почне да повикува кон Исус, тогаш Македонија ќе тргне напред. Инаку се случува Армакедонска битка и ги собра сите на местото по еврејски наречено Армакедон. Тоа е тука зад мене, во вашите тела и души, каде што се случува разградувањето на поимот човек, кога целото човештво сака да го завладее сатаната и ќе седне на престолот. И тогаш ќе бидат последните дни, не плаши се мало стадо.
Koji ќе го повика моето име ќе биде спасен. Кој ќе претрпи до крај ќе биде спасен. Те сакам, Исусе Христе. Ти благодарам за сега и благословувам сите оние кои ќе речат: Исусе, дојди во моето срце, исцели се што не е од Тебе. Ти предавам се што имам. Останувам во Твојата љубов. Се допрен сум до Тебе и те држам цврсто. Не плаши се, само верувај и одам по вода. И лав и змеј убивам и змија и отровница нагазувам. И ништо нема да ми напакости, зашто правиш огнен штит околу мене за Твоја слава. Испраќаш ангел да ме обгрне. Те сакам, Господи Исусе Христе, и неволја нема да се доближи до телото мое. Господ ми е помошник, што може да ми направи човек. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам за се. Ти си ми се што имам, Исусе. Не се сообразувајте со овој век. Одиме сега на Римјаните 12:2. Преобразете се со возобновен ум, за да разберете. Возобновен ум. Која е добрата, благоугодна и совршена Божја волја за секого од нас. Мир вам. Тоа е христијанство. Мир вам. До Божјо царство. Небесно. Кога ќе разберете дека овде сме кратко, напоминување, а горе имаме Божјо царство, тогаш поинаку ќе го уредите вашиот живот и ќе трчате по Исус и ќе викате: Исусе, Исусе, те сакам, Господи Исусе Христе, слава Ти, Господи Исусе Христе, мир вам, до Божјо царство небесно. Останувам во Исусовата љубов. Амин. Да направите ништо, со мене не можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор од устата на Бога. Со Тебе можам се, Исусе Христосе. Со Тебе можам се, Исусе Христосе. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат, прогонуват лажно заради мене. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. Со Тебе можам се, Исусе Христосе. Со Тебе можам се, Исусе Христосе. Без мене не можете да направите ништо, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор од устата на Бога. Со Тебе можам се, Исусе Христосе. Со Тебе